Цивил медија. Која е улогата на Советот за етика во медиумите во Македонија за време на изборните процеси? Улогата на Советот за етика за време на изборите е практично иста како и во редовни околности, да речеме, што всушност подразбира дека ние како саморегулативно тело работиме на добивање на представки од јавноста, од граѓаните, институциите, граѓанскиот сектор и така натаму во однос на она што значи професионално или непрофесионално известување на медиумите. Значи, она главна функција на Советот за етика е токму таа. Тоа ќе го правиме и за време на изборите, односно будно ќе го наблюдуваме однесувањето на медиумите низ добиените представки и жалби до Советот за етика во медиумите. Освен тоа, ние секако сме во редовна комуникација со граѓаните и со јавноста, при што имаме укажување на различни состојби и случувања во медиумите. Дали тие се злоупотребуваат за постигнување на одредени политички цели, дали постои манипулација, дали забележуваат одредени трендови кои што се непожелни во новинарското известување. Значи, не секогаш е во облик на представка, но она што би сакала да кажам е дека ние будно ќе ги следиме состојбите како и досега. Знаеме колку во нашата држава изборите се многу честа појава, што практично значи дека ние имаме полни раце работа цело време, бидејќи сме во таа состојба континуирано, но освен тоа има и континуирани политички процеси, случувања кои што ја засегаат јавноста, така што функционирањето на едно вакво саморегулативно тело сметам дека е од исклучително значење за да се види што е она што се случува во медиумите, како за време на избори, така во други околности. Како ќе ги оцените, да речеме, односно ќе го оцените изборниот процес од самото распишување, па ајде да речеме и вашите очекувања до почетокот на изборната кампања во однос на етиката во медиумите, значи нивното етичко покривање и во таа насока правилно информирање на граѓаните? Ние апсолутно очекуваме медиумите да се држат до објективноста, урамнотеженост во известување, да имаат она едукативна улога, да и помагаат на јавноста да процени кој ќе биде вистинскиот избор во име на граѓаните, значи тие самите да се информираат доволно од известувањето на медиумите, се со цел да може да го направат вистинскиот избор понатаму. Значи, апсолутно очекуваме да се придржуваат на принципите во кодексот на новинарите и воопшто генерално на принципите и критериумите кои што се наведени во различни етички документи, како што се повелбата за етичко известување за изборите на Советот за етика во медиумите. Ние повторно ја потсетуваме и понатаму ќе ја потсетуваме јавноста по конкретно медиумите за она што е нивна улога во однос на известувањето за изборите. Некои од тие принципи го подразбираат, значи информирањето на начин што подразбира урамнотеженост меѓу сите страни, значи пронаоѓање на вистинските гласови, кои се вистинските извори на информации кои што треба да бидат представени пред јавноста, дали се тоа 2, 3 или повеќе страни кои што јавноста треба да ги слушне. Понатаму имаме дистинкција меѓу информациите и коментарите, честност и неутралност, сето тоа е наведено во повелбата за етичко известување. Очекуваме да се придржуваат и на принципите на Меѓународната федерација на новинари, значи сето она што буквално една етичка рамка во која што се дефинирани критериумите за начинот на работа на медиумите како за време на избори, така и во редовни околности. Значи, она што ние посебно го очекуваме за време на изборите е да се стави посилен акцент врз она што значи вистинска информативна улога, меѓутоа и добро реализирана едукативна улога на медиумите. Тие можат многу да и помогнат на јавноста со соодветни објаснувања, со упатства за начин на однесување за време на изборите, може да доловат какви се програмите на политичарите, може да ги осуетат обидите на одредени центри на моќ, да ги злоупотребуваат и медиумите или да ги манипулираат граѓаните. Значи, големи се очекувањата во однос на медиумите за тоа како треба да се однесуваат за време на избори. Секако дека тоа важи, повторно ќе нагласам, и во редовни околности, но имајќи предвид колку е сензитивна атмосферата за време на избори, од исклучително значење е нивното однесување. Но колку постои свесност и општествена одговорност во медиумите, да речеме во овој период, според вашите сознанија, да ги исполнат вашите очекувања токму во овој контекст во кој што зборувате?
Следејќи како работат досега, значи ние се обидуваме она што го добиваме како информација, резултатите од работата на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите, да ги сублимираме во еден статистички преглед, па така за минатата година, она што го забележавме како најчеста тенденција е прекашувањето на членот 1 од Кодексот на новинарите, кој што се однесува на вистинитоста на информирање и на пронаоѓање на вистинските извори на информации. Ако тоа го поврземе со фактот што честопати ни пријавувале случаи на дезинформации, пропаганда и лажни вести, тогаш сосема јасно зошто има такви случувања во медиумите. Тоа е исто така и разочарувачки да се знае дека најголем процент од добиените жалби се однесуваат токму на вистинитоста на информирањето. Дори и граѓаните самите се во можност да проценат што е она што е најголем проблем во новинарството, во дел од медиумите. Дали во овој период, изборен период, ако може така да наречеме, од 8 февруари нааму, Советот за етика нотира лажни вести и говор на омраза и кој најмногу ги шири тие лажни вести и говор на омраза? Дали се тоа, да речеме, националните, традиционалните медиуми или пак тоа се повеќе електронските медиуми портали? Па вака, ние значи сме во фаза на редовно добивање на представки, така што во овој момент се уште би било рано да процениме, да извлечеме еден сублимат какво е однесувањето предизборно или какво е сега во оваа рана фаза од подготовка на изборите. За кратко време по завршување на изборите ние ќе имаме јасна слика какви се случувањата во медиумите. Меѓутоа, имајќи предвид дека поминувавме доста често низ она што значи избори во државата, бевме свесни за тенденциите кои што се случуваат, значи манипулација со јавното мислење, значи имавме и ситуации на говор на омраза, имавме прелевање на она воинствена реторика на дел од политичарите или носители на јавни функции во медиумите. Кога имаме случувања од тој тип, политичарите самите да употребуваат таква реторика и кога таа се прелева во медиумите, што да очекуваме понатаму? Какво ќе биде однесувањето на граѓаните кои навиваат за оваа или онаа страна? Значи, самите политичари и носители на јавни функции можат многу да придонесат во разгорување на страстите. И тука гледаме една огромна улога на страна на медиумите, кои што може да помогнат да се разобличат таквите обиди од страна на носителите на јавни функции или оние кои што претендираат да поседуваат одредени јавни функции во иднина. Значи, тие може да помогнат со тоа што ќе забележат или применувајќи ги принципите на етичко и професионално известување, самите ќе препознаат дека станува збор за таков проблем. И тоа треба да го представат на јавноста и да помогнат на тој начин да не се манипулира понатаму. Знаете, во кревки општества како нашето, сосема очекувана појава е да се продолжи со таквата реторика, да се нема дистанца од она што значи стремеш кон одредена политичка функција, да се користи тенденциозен речник, се со цел да се негира политиката на работа или на дејствување на против кандидатот, на оној кој што не се согласува со нашата опција. И така натаму, тоа очекуваме во оваа фаза дека можеби ќе се случува и понатаму, бидејќи веќе имаме забележано такви тенденции во минатото. Според вашето искуство, кој е најлесниот канал за проток на такви информации, говор на омраза, односно користење на реториката на политичарите, да речеме, во изборни процеси и тој сублимат пренесување на граѓаните? Вака, нашата евиденција од минатата година покажува дека најголем дел од пријавите за непрофесионално известување во медиумите се однесуваат на интернет порталите, така што можеби тоа и ќе продолжи како тенденција, но имајќи предвид дека тие се најбројен медиум, можеби до некоја ниво, тоа е и очекувана ситуација. Но од друга страна, знаејќи дека имаме една голема традиција на неспроведување на законите, кога станува збори за овој вид на медиуми, тогаш можеби таквите тенденции ќе продолжат и понатаму. Ќе ги забележуваме, значи, тие отстапувања од етичките норми во интернет порталите. Но она што е особено разочарувачки, кој што настојуваме ние да го покажеме како Совет за етика во медиумите, е дека
многу често имаме ситуации на прелевање на содржините од социјални мрежи, на интернет портали и од социјални мрежи и интернет портали во традиционалните медиуми. И традиционалните медиуми се обидуваат да ја избегнат одговорноста, велејќи дека некој друг го сторил тоа. Ние испративме барање за еден медиум да се изјасни зошто се случиле некои прекршувања на етичките норми и тие го оправдуваат своето известување велејќи дека содржината е објавена на тој и тој интернет портал и на Facebook страницата. Така што ние немаме никаква обврска или одговорност околу ова. Но не е така. Преземајќи ги содржините, ние учествуваме во тој процес. Ако веќе се прекршени нормите или има забележено уште поеклатантни прекршувања на професионализмот, тогаш буквално одговорноста е сечија и на традиционалните и на интернет порталите и на социјалните мрежи, меѓутоа ние како Совет за етика работиме само со интернет порталите и радиодифузните медиуми и печатените медиуми, значи не се занимаваме со социјалните мрежи. Кои се причините, кои се факторите кои што придонесуваат за тоа? Дали има некаква условеност од одредени центри на моќ, притисоци, влијанија, сето тоа е многу важно да биде земено предвид. Ако ние не го доловиме со помош на медиумите сето тоа, за да едуцираме јавноста, никој друг нема да може тоа да го направи толку моќно. Цивил медија